Кина официјално започна со склопување на својот најнов суперкомпјутер, кој ќе биде меѓу најмоќните во светот. Се работи за амбициозен проект кој има цел да ја зацврсти технолошката доминација на земјата во полето на вештачката интелигенција и анализата на големи податоци. Овој суперкомпјутер ќе користи домашно произведени чипови, што е дел од стратегијата на Кина да се ослободи од зависноста од западната технологија. Се очекува да ги надмине перформансите на постоечките системи и да придонесе кон научните истражувања и националната безбедност. Проектот е сместен во провинцијата Гуандонг, каде што се гради модерен технолошки центар. Таму веќе се монтираат основните модули, а завршувањето се очекува до крајот на годината. Со овој потек, Кина испраќа силна порака дека нема намера да застане во своите технолошки амбиции, дури и под притисок на санкции и геополитички тензии. Инстаграм ја лансираше новата програма Реферал со која им нуди до $20,000 на креаторите кои ќе доведат нови корисници на платформата. Програмата моментално е достапна само во САД и се спроведува во тест фаза со ограничен број учесници. Креаторите добиваат $100 за секој нов корисник кој ќе се регистрира на Инстаграм преку нивен персонализиран линк. Дополнително, тие може да заработат исти износ за секој 1000 посети на апликацијата преку истиот линк, што го прави системот мотивирачки и за влијателните и за помалите профили. Целта на програмата е Инстаграм да привлече нови корисници преку промоција на конкурентни платформи како TikTok, YouTube, Discord и Substack. Ова е дел од поширока стратегија за проширување на пазарот и засилување на присуството на платформата. Програмата се смета за еден од најдарежливите обиди на Мета да ги ангажира креаторите и да ја зголеми активноста на Инстаграм, особено во време кога конкуренцијата станува се пожестока.